Денеска сме на увид на извршувањето на работите во делот на Винскиот музеј, односно на винста куќа која што имав претходно во градскиот парк. Денеска со министерот за локална самоуправа и со раководителот од Плански Вардарски регион сме на увид на Винскиот музеј, кој што во нашата програма за изградба во заедничка поддршка со Министерот за локална самоуправа и Бирото за регионален развој со кофинансирање и никад вкупна сума од 7,5 милиона, Кавадарци регионот ќе добие Вински музеј. Тој проект ќе биде од големо значење и за туризмот и за развивање на Вардарскиот регион, пошто знаете дека овој регион е познат по виновата лоза, по производството на вино. Така да во овој музеј ќе може да се запознаат сите наши граѓани, меѓутоа и гости од страна, за нашето минато и за нашата иднина во делот на лозарство и винарство. Денеска сме на исто така на увид на воведувањето на работа, која што е од пред една недела извршено воведување во работа на финализирање на речното корито Луда Мара. Веќе неколку години општина Кавадаци заедно со Плански Вардарски регион и со Министерот за локална самоуправа во заеднички кофинансирање работи на изградба на кејот на градското подрачје. Со оваа доградба на овој кеј ќе направиме комплетно заокружување на целиот процес, односно градското корито, градскиот кеј ќе се поврзи со кејот во Вача, кој ќе го заврши лани собствени средства. Вкупната инвестиција од 23 милиона денари, должината од 750 метра. Очекуваме ова да биде до крај на година септември-октомври завршено, така да од Ваташа па се до излез на Кавадаци, односно до Видео Смилевски, добиеме комплетен кеј од 6 км со велосипедски патеки, со можност за рекреирање и нормално ова што го гледате позади нас да биде на урбанизирана средина, каде што нашите граѓани ќе можат комотно да се движат, да рекреираат и да уживаат во нашите делови. Вардарскиот плански регион одлучи средствата за финансирање во делот на промоција на винскиот туризам да ги додели токму на општина Кавадарци и тука да се направи таа винска куќа или вински музеј кој што ќе биде представен на цел регион. Во него ќе може да се дегустираат вина, ќе може да се вршат промоции, предавања, обуки, работилници, се поврзано со виното. Ќе има и една изложба, музејска изложба и како се правило виното, на кој начин се правило виното, така да сето тоа ќе остане потоа градоначалникот со средства на општина Кавадарци да го доуреди и се надевам дека до роденденот на Кавадарци, 7 септември, чи нам беше да се официјално отвори. Денеска дојдовме да направиме увид до каде се работите, 7,5 милиони денари се инвестирани, од кои што 4 милиони од Министерството, некаде 3 милиони на општина Кавадарци. Значи сите проекти ние кои што ги правиме заеднички со општините, партнерни со општините, бидејќи без нивна поддршка нема да можеме да реализираме поголем број на проекти. Исто така и овај дел овде со реконструкција на коритото на Луда Мара, практично ќе се заокружи цела пешачка патека на коритото, ќе се уреди. Овде се дадено поприлично големи средства, 23 милиони денари, од кои што Министерството за локална самоуправа учествува само со 25%, остатокот е на општина Кавадарци. Јас сум задоволен од овие проекти и од интересот на Вардарскиот плански регион кој што го има за Кавадарци. Се надевам дека на овој начин ќе продолжиме и понатаму да соработуваме. Особено е важен музејот, бидејќи немаше, Кавадарци е град на виното, а немаше музеј. Со тоа оваа неправда ќе се надополни во мандатот на градоначалникот Митко Јанчев и од еден запуштен објект практично ќе добиеме една прекрасна куќа, еден прекрасен музеј кој што ќе зголеми туристичката понуда на градот Кавадарци. Па уште у старт кога дојдов како раководител на Вардарски плански регион, кажав јасно и гласно дека не само што ќе продолжи, туку и ќе се мојата намера ќе биде да се засили соработката и со Кавадарци и со сите општини од регионот и за подобрување на квалитетот на живот на локалните жители, но и за промоција на туризмот, затоа што Кавадарци и Тиквешијата и Тиквешкиот регион се познати по виното и по многу други работи. Заедно со сите останати објекти, со сите други општини од регионот, мислам дека може да представуваат една целина и да представуваат конкуренти не само во регионот во Македонија, туку и пошироко надвор за привлекување на туристи. Мислам дека има голем потенцијал и навистина можам да ветам и дека понатаму ќе продолжиме со поддршката која што и до сега беше во голема мера и од Министерството и од останати други донатори. Дополнително сакам да потенцирам дека покрај туризмот, покрај квалитетот на живот на локалните жители, моја намера ќе биде да го
раздвижиме малку и бизнис центрите, односно да стимулираме стартап сцената, економијата во овој регион, затоа што навистина од досегашното искуство има голем потенцијал во таа насока. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.